Нов корона бран пустоши во Македонија. Бројот на новозаразени секојдневно расте. Болничките капацитети се исполнети како никогаш претходно. Докторите алармираат, оти пикот допрва доаѓа. Ама Комисијата за заразни болести не гледа причина за нови рестриктивни мерки. Комисијата за заразни болести ја разгледа актуелната епидемиолошка состојба и заклучи дека нема потреба од дополнителни рестриктивни мерки. Останува активна мерката полициски час од 22 навечер до 5 часот наутро. Стручната фела одамна алармира дека ноќниот полициски час не е доволен состојбата со вирусот да се стави под контрола. Потребно е, велат, затворање на сите угостителски објекти, казина, обложувалници и фитнес центри, па дури и строга контрола на јавниот превоз. За докторите, целосен карантин за време на викендите е единствено решение на проблемот, се додека во земјава не почне масовната вакцинација на населението. Власта се правда оти протоколи за заштита од вирусот имало, но ваквиот став не го делат и докторите. Професорот Никола Пановски е дециден. Протокол за фрлање бидермаер на свадби има, но не и протокол за лекување на ковид позитивни пациенти. Не знам зашто година дена имаме протокол кој да го фатил како да се фрл бидермаерот, а немаме како да се протокол за матичните да престанат да дават непотребни и штетни лекови. Државата, Министерството не им плати на матичните лекари, а и на сите специјалисти што работат, протокол во кој ќе наведе дека треба да се придржуваат под тој протокол. Во тој протокол немаше да има ни антибиотици, ни ништо, ќе имаше некои витамини кои помагаат, а може и да не е толку битно и да не се пие. Значи, главно нова болест, кога луѓето се дома да не креваат паника, температурата трае и по 2 недели, главно е да се мери сатурацијата. Од друга страна пак пациентите кои се лекуваат од COVID-19 со месеци се жалат дека цените на лековите се енормни и оти лекувањето на едно 4-члено семејство чини и до 1000 евра. Покрај витаминската терапија, пациентите мораат да одвојат и по неколку илјади денари за крвни анализи, кои најчесто се прават приватно, бидејќи термин во државните болници тешко се наоѓа.